Под мотото "Сите заедно под исто европско небо", денеска во паркот на франкофонијата во организација на Општина Центар и во соработа на Европската унија во Скопје се одржа европски хепенинг на кој учествуваа повеќе од 700 деца од сите градинки и основни училишта во општината. Ова е првата вест за денеска, останатите содржини следуваат во опние. По седми пат матурантите играа квадрил на плоштадот Македонија. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата со препораки до матурантите да не возат автомобили. Први опомени од Агенцијата за електронски комуникации до мобилните оператори за квалитетот на мрежите. На плоштадот Македонија денеска се одржа седмата поред матурска парада 2013. А матурантите од Скопје им се придружија на своите врсници од 100 градови во земјава и од Европа, кои во исто време точно напладне го одиграа танцот квадрил. По седми пат над 1200 матуранти од вкупно 19 скопски училишта, како и матурантите од Куманово, Струмица, Гевгелија, Охрид и Струга, точно напладне на плоштадот Македонија во Скопје играа квадрил. Кон оваа манифестација беа приклучени матуранти од 100 градови низ Европа. Собирањето и подготовките на матурантите за матурската парада почнаа во 9 часот, а пред официјалниот дел тие продефилираа низ центарот на Скопје. Од градскиот плоштад продолжија да се движат по кејот 13 ноември, пред хотелот Холидин и паркот Жена Борец, а поминаа низ порта Македонија. Девојките беа облечени во жолти маички, а момчињата во темно сини. Оваа година со матурантите од Македонија на градскиот плоштад излегува и матурантите од 1963 година, кои одбележуваат 5 децении од својата матура. Градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски на матурантите им посака многу успех и среќа. И посакувам многу успех, многу среќа, за да успеат во животот сето она што го посакали, што го замислиле во животот да им се оствари. Меѓутоа им препорачувам дека за тоа е потребно многу труд, многу енергија, многу посветеност, многу учење за да стигнат до тоа. Доколку ги исполнат тие предуслови, сметам дека нема да имаат проблем во животот или многу помалку проблеми ќе имаат. Нека име со среќа и посакувам се најдобро. Покровители на манифестацијата се град Скопје и Агенцијата за млади и спорт. Подржуваче делегацијата на Европската унија во Македонија, а за организацијата се погрижија Дирекцијата за култура и уметност Скопје и танцовиот клуб Ритам Плюс. Матурската парада на меѓународно ниво се одржува по 12 пат, а годинава кон матурската парада 2013 се приклучува и Украина. Вкупниот број на учесници на матурската парада во изминатите 12 години во сите градови учесници во манифестацијата изнесува 242.280 матуранти. По одржувањето на локалните избори 2013 денеска се одржа првата седница на координативното тело на градоначалници на скопските општини во нов состав. На седницата градоначалниците дискутираа за данокот на имот, поставувањето на времени објекти и урбана опрема на подрачјето на градот Скопје, како и за генерално урбанистичкиот план на град Скопје. Многу од проблемите од општините кои што беа заеднички за сите општини, па некогаш индивидуално, беа ставени на дневен ред и донесувани решенија. Имаме исто така многу измени, инициирано многу измени во закони кои што измени се реализирани и донесени од страната на владата на Република Македонија. Така да во наредниот период ова координативно тело ќе продолжи со уште поголема ефикасност и успешност во неговото функционирање. Сметам дека во наредниот период имаме добра соработка со градоначалниците, тој со општините во градот Скопје, во интерес на граѓаните на градот Скопје. Исто така ќе продолжиме како и во минатиот период со посета по општините од страната на градот Скопје, со раководителите на сектори и со директорите на јавните предпријатија во секоја општина во текот на месец јуни, и што од страната на општината ќе бидат присутни раководителите на сектори на општината и председателите на местните заедници како релевантни представници на граѓаните во таа општина. Мотото на овогодинешната традиционална акција за безбедност на матурантите во сообраќајот е "Не си фраер ако загинеш на матура".
Препораките на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата се матурантите да не управуваат возила и да не консумираат алкохол или било какви други. Инаку од СВР Скопје информираат дека глобите за прекршок изнесуваат од 200 до 400 евра. Андријана Димитриевска. За побезбедни матурски прослави шокантното мото на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот е "Не си фраер ако загинеш на матура". Вакви акции кои се одржуваат традиционално секоја година се наменети за да ги освестат младите матуранти да ги остават автомобилите на најлудата вечер за нив во годината и да заминат со своите родители или пак со организиран превоз. Од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот апелираат прославите кои предстојат се еуфорични, но затоа родителите се тие кои ќе ја сносат најголемата одговорност. Затоа од нив очекуваме поддршка. Портпаролот на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот рече дека без оглед дали имаат или немаат возило или возачка дозвола, дали се чувствуваат способни или дали планираат да не консумираат алкохол, се работи за таков вид на прослави каде што ризикот на евентуални сообраќајни незгоди е релативно висок. Иако повеќето од нив се чувствуваат возрасни и способни да управуваат со возило, сепак заради нивна безбедност и безбедноста на останатите учесници во сообраќајот, подобро е да не управуваат со возила. Пропишаните закони предвидуваат и високи глоби кои изнесуваат од 200 до 400 евра. Нашите служби ќе бидат поставени на сообраќајниците кои што гравитираат околу овие објекти каде што се одржуваат овие прослави. Целта на ваквото зајакното присуство и на зајакнатата контрола, значи особено во моторниот сообраќај, ќе биде да ги исклучиме од сообраќај затекнатите учесници во сообраќајот кои што ги прекршиле прописите, пред се во поглед на непочитување на обврските што се однесуваат на консумирање на алкохол за време на управување на моторно возило. На пресконференцијата исто така беше информирано дека минатата матурска сезона поминала без сообраќајни незгоди со трагични последици. Регистриран е и намален број на патни прекршоци, особено управување под дејство на алкохол, како и нарушување на јавниот ред и мир. Зајакнување на мукта на децата и младите е мотото на овогодишниот меѓународен ден на СОС линиите за помош и поддршка на децата во светот. Меѓународната мрежа на СОС линиите, која брои 173 членки од 142 земји, во изминативе 10 години примила повеќе од 126 милиони повици. На СОС телефонот за деца и млади 0800 1 22 22, што функционира во рамки на првата детска амбасада во светот Меѓаши, која е членка на глобалната мрежа на СОС линиите, во период од 1993 до 2012 година се регистрирани вкупно 19.217 случаи на јавување. На бесплатниот СОС број децата и младите може да се јават за каков било проблем со кој се соочуваат. Постојат повеќе причини зошто децата се јавуваат на СОС бесплатниот број, а линиите за помош на децата им ја даваат можноста да добијат помош и да ги изразат своите проблеми. Од своето прво одбележување во 2007 година, Меѓународниот ден на СОС линиите прерасна во настанот значење и можност СОС линиите од целиот свет да го потенцираат и прикажат значењето на мисијата што ја остваруваат. СОС линиите ги слушаат, ги советуваат и им даваат насоки на децата и младите за решавање на проблемите со кои се соочуваат. Агенцијата за електронски комуникации во понеделник ќе ги испорача првите предупредувачки писма до мобилните оператори за квалитетот на мрежите. Беше соопштено на денешниот јавен состанок одржан по повод Светскиот ден на телекомуникациите и информатичкото општество 17 мај. Ивана Митковска. Директорот на Агенцијата за електронски комуникации Роберт Ордановски на денешниот јавен состанок по повод Светскиот ден на телекомуникациите и информатичко општество 17 мај изјави дека АЕК согласно со својот правилник за квалитет на сервис ќе ги санкционира сите оператори кои што имаат понизок квалитет од оној предвиден во правилникот на АЕК, а тоа се достапност на мрежа од најмалку 99,5%, број на пропаднати повици помалку од 2%, број на успешно воспоставени повици од 99,9% и брзина на проток од над 1 мегабит во секунда во 3G мрежата. Првите предупредувачки писма до мобилните оператори за квалитет на мрежите ќе бидат испратени веќе во понеделник. Такви писма според Ордановски ќе добијат сите оператори што не ги исполнуваат минималните критериуми за квалитет, а доколку нема резултати, ќе следат и казни.
Нашите мерни тимови се постојано на терен, ги мерат како покривањата во градовите, така и во главните патни правци, така и во регионалните патни правци. Сите тие мерења ќе бидат презентирани на нашиот вебсайт. Секој корисник ќе може и во фазата на склучување на договор да се информира каква мрежа му нуди операторот, но од друга страна и АЕК, согласно на својот правилник за квалитет на сервис, ќе ги санкционира сите оператори кои што имаат квалитет понизок од тој кој што ние го предвидевме со правилникот. Преку вебсајтот на АЕК комуницирај.мк ќе може да се добијат информации за тоа кој оператор каков квалитет на звук нуди и со каква мрежа располага. Информации кои досега не им беа достапни на граѓаните. Точно ќе видите според мерењава кој оператор каква мрежа располага, тој податок што го немаше до сега Република Македонија, од денес ќе биде достапен за сите граѓани на Република Македонија преку нашиот вебсајт комуницирај.мк. Во новиот закон за електронски комуникации што се подготвува ќе се воведат и мандатни казни за тоа што досегашните не ја исполнија целта. Врз основа на приговори од корисниците во тек се постапки за над 30 прекршочни пријави од АЕК кон операторите за казни од 7 до 10% од годишниот приход. Ордановски оцени дека развојот на електронските комуникации во наредниот период во Македонија ќе треба да биде насочен кон инвестиции во мрежите, за да се постигне повисок приход од дата базирани сервиси. Во Македонија во годишниот извештај на операторите 96% од приходите се добиени од говор, а само 4% од дата сервиси. Во светски рамки тие приходи се над 30 до 40%. Глобалниот тренд е за 2014 година. Приходите на глобалните оператори од тие сервиси да биде поголем од приходот на класичниот говор. А бидејќи тие сервиси бараат се поголем проток и капацитет, и нашите оператори ќе мора да се прилагодат да инвестираат во своите мрежи. Во пресред на целосната дигитализација на телевизискиот сигнал која започнува на 1 јуни годинава, Македонски Телеком воведе нова ТВ услуга која што ќе му возможи на граѓаните и натаму да ги гледаат домашните телевизии со дигитален квалитет. Новата Макс ТВ услуга што ја креираше Македонски Телеком во себе вклучува до 34 канали. Покрај националните телевизии, корисниците ќе може да гледаат локални телевизии, регионални, колажни и музички ТВ канали, како и меѓународни информативни ТВ канали. Соопшти денеска Македонски телевизите појаснуваат, нема потреба да купуваат посебен уред за прием на дигитален телевизиски сигнал или пак нов телевизор со вграден дигитален приемник, бидејќи медија приемникот е вклучен во новата Макс ТВ услуга. Новата Макс ТВ услуга, соопштуваат од компанијата, е целосно приспособена на можностите на корисниците со цена од 250 денари месечно. За активирање на новата Макс ТВ услуга потребно е корисникот да има активна телефонска линија од Македонски Телеком. Услугата е промотивна и ќе биде достапна до 30 септември. Од прилогот кој следува, информирајте се за дел од културно-забавните случувања вечерва во Скопје. Во Македонскиот народен театар вечерва од 20 часот се изведува представата Свадбата на Фигаро од Пиер Огюстен Карон де Бомарше во режија на Леван Цуладзе. Представата Солонски патрди од Миле Поповски во режија на Кола Ангеловски се изведува вечерва во Драмскиот театар. На сцената во театарот за деца и младинци вечерва ќе имате можност да ја погледнете изведбата на представата Пипи долгиот чорап. Представата Шекспир во приказни, работена по делата на Вилијам Шекспира во режија и кореографија на Кирин Невзати се изведува вечерва од 20 часот во Турскиот театар. Третото издание на фестивалот на нова музика Здраво млади се одржува вечерва во Младинскиот културен центар. Во галеријата на МКЦ од 20 часот и 30 минути имате можност да ја погледнете изложбата на академскиот сликар, графичар и дизајнер Костадин Танчев Динка, Траги и Ехо. Еве што ги гледате понатаму во вестите. Спорт. Тимот на Сан Антонио се пласираше во финалето на западната конференција. Актуел. Докторите ја измамиле Анджелина Джоли. Не имало потреба да ги отстрани градите. Тимот на Сан Антонио се пласираше во финалето на западната конференција. Повеќе за оваа информација и за други спортски вести гледате веднаш по рекламите.